Вести во 18 часот. Добар ден. Ова се најбитните наслови. Силно невреме попладнево во Скопје. Канал 5 на терен. Целта е да за најкратко можно време првен се детектира конкретната фактичка состојба која што е денес. Владата прогласи кризна состојба во Гостивар. 30-дневен притвор за раководството на Гостиварски комуналец. Епидемијата трае. Имаме 293 нови случаи. Граѓаните гневни. Првите неколку дена имав и повраќање и диарија. Големо невреме синоќа предизвика поплави и во истокот на Македонија. Интервениравме на терен заедно со нашите екипи на јавното ново предпријатие и на нашата противпожарна единица. Историска посета во Скопје. Индиската председателка Мурму пречекана со највисоки почести. Нашите две нации ги поврзува исклучителната врска преку една од најголемите хуманитарки што светот ги познавал, Света мајка Тереза. Пламени јазици на Џон Кенеди. Огнот голд на Сеат оштети Мерцедес и Опел. За малку ќе се запалеше и стамбена зграда. Која е причината? Кратко, но многу интензивно невреме го зафати Скопје попладнево. За само 10 минути направи вистински хаос, а предизвика и материјална штета. Одиме со слика во живо од скопски Карпош. Таму е Михајло Видимлиски. Па, Михајло, да чуеме каква е сликата на терен и на која локација точно се наоѓате. Така е, Борче, екипата на Канал 5 се наоѓа овде во населбата Карпош, поточно на булеварот Партизански одреди, веднаш до поликлиниката Букурешт. Овде на оваа крстосница, како што може да забележат и гледачите на Канал 5, поне времето кое што негде околу 17 часот го зафати главниот град, нанесе големи штети, односно видовме голем број на паднати дрвја. Токму на оваа локација каде што се наоѓаме во моментот, можете да видите и дека има и полиција овде во овој момент, со оглед на тоа што, како што предпоставувам, се работи за заштитна ограда на некој објект, паднала врз автомобил, кој што бил веднаш на самите семафори на раскрсницата. Се гледа дека има оштетување, се работи за поголем дел од заштитната ограда која што од ветерот е однесена и овде на самото место сообраќајот до предмалку беше целосно блокиран, меѓутоа сега се пропуштаат возила. Доаѓајќи навака, Борче, низ целиот дел на Карпош, Влае, можевме да забележиме дека околу зградите има голем број на паднати дрвја, веќе самите жители се излезени и се обидуваат да се справат со штетите кои што ова невреме ги нанесе. Траеше негде околу 10-15 минути интензивно, меѓутоа со оглед на тоа што ветерот беше многу силен, предизвика многу штети. За сега нема официјална информација од Дирекцијата за заштита и спасување, со оглед на тоа што ќе треба доправа да се утврди кои се штетите што се предизвикани, меѓутоа има пријави од граѓани, односно и видеа на социјалните мрежи за паднати голем број на покриви на згради, но и на други објекти. Секако и отпад кој што бил на повеќе места е разнесен од самиот ветер. Овде на самата крстосница на булеварот Партизански одреди можете да забележите дека освен оваа заштитна ограда која што е однесена од ветерот, исто така има и голем број на гранки, скршени гранки од дрвја кои што се паднати од самите дрва долж булеварот Партизански одреди. За сега тоа се некои од информациите кои што ги имаме, како што кажав, очекуваме информација од Дирекцијата за заштита и спасување. Единствено до сега градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски предмалку на социјалните мрежи објави дека поради силното невреме кризниот штаб заедно со сите надлежни служби
и јавни предпријатија е целосно мобилизиран и подготвен за брза и навремена интервенција. Во постојана координација сме со Центарот за управување со кризи, МВР и ЕВН, противпожарната бригада на град Скопје и со сите надлежни институции, информира Георгиевски, сите расположиви капацитети се ставени во функција за заштита на граѓаните и спречување на поголеми штети и последици. Доколку има потребна помош, оставени и телефонски број на кој што граѓаните можат да се обратат. Невремето Борче спомена и ти во најавата, јас кажав, околу 17 часот силен ветер, се слушаше и грмежи. Во продолжение да слушнеме од атмосферата што ја имаме, што ја подготвивме, како изгледаше тоа. Така, Борче, ова е сликата накратко од главниот град по невремето што го зафати Скопје. Секако очекуваме и информации о надлежните институции, колку штета направи ова невреме што го зафати Скопје и како ќе се интервенира на терен. За сега ова се информациите. Михајло, ти благодарам. Се надевам дека до подоцна или во вечерното издание на вестите ќе имаме и комплетен извештај и од ЦУК, точно на кои локации има најголеми штети. Да напоменеме дека во секој момент постојано нашата редакција добива и видеоснимки и фотографии од различни делови на Скопје, па ќе се обидеме да направиме на компилација и да сумираме во кои се делови на Скопје предизвика штети ова инстант невреме. Во продолжение со слика во живо ќе се преместиме во Гостивар. Владата таму донесе одлука за прогласување кризна состојба во територијата на општината Гостивар во траење од 30 дена поради загадувањето на водата за пиење и епидемијата што ги погоди граѓаните. Целта на одлуката е побрза координација на институциите, ставање на водоснабдителниот систем во целосна функција и обезбедување безбедна вода за пиење колку што е можно побрзо. 30-дневен притвор доби раководството на Гостиварски комуналец. Истрагата е фокусирана врз тројца функционери, а надлежните не ја исклучуваат можноста таа и да се прошири по анализата на целата обезбедена документација. Во Гостивар во живо се уште е Дејан Трајковски. Дејан, и владина делегација попладнево беше во Гостивар, па да чуеме што беше кажано, што порача, во која насока ќе се делува. Токму така, Борче, еве малку хронолошки, Гостиварскиот суд ги прифати предложените мерки на обвинителството и на тројцата осомничени од раководството од Гостиварски комуналец им определи 30-дневен притвор поради опасност од бегство, но и можност да влијаат врз сведоци оти. Истрагата е се уште во тека. Обвинителството попладнево уште еднаш потврди на брифингот со новинарите дека гостиварци пиеле фекална вода, а во текот на денот, како што кажаа, треба да се одземат и трите пумпи кои што биле приклучени како доказ во постапката. Пред некаде час и половина тројцата осомничени од Гостиварскиот суд беа пренесени во КПУ Скопје. Па тука предлагам да ја слушнем изјавата која што ја дадоа судиите на претходна постапка од пред Гостиварскиот суд. Основното јавно обвинителство по спроведената истражна постапка преку јавниот обвинител Хазби Сени до судијата на претходна постапка на Основен суд Гостивар достави предлог за определување на мерка против овие осомничени. Во предлогот ги има наведено причините поради кои го предлага притворот, поради запретената казна за која им се става на товар на осомничените, бидејќи се работи за кривично дело за кое е запретена кривична санкција најмалку 4 години, а доколку обвинетите би се пуштиле да се бранат од слобода, постои голема веројатност да се дадат во бегство и да влијаат врз сведоците кои треба да бидат испитани во текот на истражната постапка. Судијата на претходна постапка Чирко Михајловски го прифати предлогот на јавното обвинителство, определи притвор на осомничените во траење од по 30 дена, донесе решение КПП 237/26. Решението се достави до осомничените, а мерката притвор осомничените ќе издржат во КПУ затвор Скопје.
Како што спомена и Тиборче, од пред неколку часа во Гостивар на сила е кризна состојба, односно државата по владина одлука целата ситуација ја презеде во своји раце. Во Гостивар се дојдени и експерти од Скопски водовод кои ќе работат на санација на ситуацијата, која според информациите треба да се направи со хиперхлорирање. Во меѓувреме владата ќе им доставува вода и понатаму на граѓаните, онолку колку што им е потребно, бидејќи временска рамка кога гостиварчани би си ја добиле водата назад за сега нема, но за ова подготви прилог колегата Михајло Видимниски, па тука предлагам да го погледнеме. 30-дневна кризна состојба во Гостивар прогласи владата по ситуацијата со водата за пиење во градот, чии анализи утврдија дека е загадена и не може да се употребува за ниту една намена. Представници на владата попладнево ја посетија Гостиварската општа болница Ферид Мурат. Министерот за внатрешни Панче Тошковски рече дека ќе бидат земени мостри од повеќе локации, пошто ќе се утврди фактичката состојба и ќе се предложат мерки за враќање на системот во нормална функција. Осврнувајќи се на причините за состојбата, Тошковски оцени дека одговорноста е кај локалните власти. Целта е да за најкратко можно време првен се детектира конкретната фактичка состојба која што е денес, а потоа се одговори соодветно во насока на враќање во состојба на водата на квалитетот на водата кој што е потребен првично да имаме соодветен квалитет на вода за техничка употреба на истата, а понатаму во втор степен да имаме соодветен квалитет на вода за пиење која што нажалост ја немаме во овој момент. Тошковски нагласи и дека во моментов водата не е безбедна ниту за пиење, ниту за техничка употреба и ги повика граѓаните да ги почитуваат препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство. Кога водата ќе биде безбедна за пиење, ќе се знае по завршувањето на сите анализи. Првичната информација која што имам добиено од страна на дел од експертите дека ќе треба да се настапи во насока на како што ми кажа хиперхлорирање на системот, кој што би требало да за краток временски период го доведе цевководот во нормална состојба за да може да водата првично се користи како техничка вода, а понатаму да може да се користи како вода за пиење. Но што и да сите оние чекори кои што ќе се превземат навремено ќе биде информирана јавноста и за се она кое што ќе го констатирам исто така навремено ќе биде информирано јавноста од страна на експертите. Во меѓувреме жителите на Гостивар добиваат вода на неколку пунктови распоредени низ градот. Вода ќе се доставува и во следните денови додека трае кризната состојба. Се дури не се потврди дека е безбедна за употреба водата од градскиот водоснабдителен систем. Заклучно од неделата до денеска можам да кажам дека се доставени 210.000 литри количина на вода. Таа вода е распоредена на неколку пунктови низ градот, 6 или 7 кои што се јавно објавени. Еден од тие пунктови се наоѓа и тука во општата болница, се со цел да може да излеземе во пресед прво на оние критичните случаи, односно на местата каде што е најпотребна водата. Во меѓувреме во градот се спроведуваат засилени инспекциски надзори и контроли во градинки, болници, ресторани и други објекти каде што се користи вода. Дејан, да чуеме сега каква е состојбата на сите оние граѓани од Гостивар кои што пројавиле некакви симптоми. Борче, можам да кажам дека по неколку дена на вистина лоша состојба слушнавме малку подобри вести од Гостивар, односно министерот Клековски кој беше денеска тука заедно со Тошковски и останатите од владината делегација кажа дека бројот на случаи опаѓа, но апелираше и понатаму граѓаните да се придржуваат сериозно до препораките на ХАВА и да не ја користат водата за било каква потреба. Да го слушнеме тука Клековски. Имаме преполување на бројот на нови прегледи, односно прв пат прегледани пациенти. Значи, во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи преполување. Предпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. На инфективната клиника во меѓувреме се потврдуваат резултатите кои кореспондираат со загаденоста на водата, односно потврдени се вируси кои се пренесуваат фекално и орално. За ова прилог подготви колешката Сања Трајковска Ставров, да го слушнеме низиниот прилог.
Саповирус и астровирус што предизвикуваат гастроентеритиса се пренесуваат по фекално-урален пат преку загадена вода, храна или контакт, се потврдени кај 20 пациенти кои од Гостивар завршиле на инфективна во Скопје. Тие се во стабилна здравствена состојба, но засега остануваат во болница. Она што со анализи е потврдено на инфективната клиника е конзистентно со фекална контаминација на водата, иако не е доволен доказ дека тоа е единствениот извор на зараза. Потребна е голема епидемиолошка истрага и лабораториски анализи на многу пациенти, вели за Канал 5 доктор Фадил Цана, директор на клиниката за инфективни болести. Кај 20 пациенти имаме присуство на 2 ентерични вируси и еден подтип на ентеропатогена бактерија. Кои се ти? Имињата на вирусите, па саповирус и астровирус се најверојатната причина на целава ова ситуација. Со 2 случаи не може да донесеме конечна констатација и да навлегуваме во тоа дали е токму тоа причина, зашто тоа треба едно поопсежно епидемиолошко истражување. Не се исклучува можноста и по еден месец од сега да има наплив на пациенти со посериозни зарази, вели доктор Цана. Но за сега најголем дел од заразените немаат сериозна клиничка слика и вообичаените стомачни тегоби траат само по неколку дена. Сепак советот е, ако по 48 часа нема подобрување, задолжително да се посети лекар. Доколку во следниве 48 часа од појава на симптоми, пациентот има висока температура, гадење, повраќање, течни столици, крвави столици, тогаш тоа е аларм за да се јави кај матичен лекар. Сите случаи со такви тегови ги примаме, имаме капацитет тоа да го направиме и брзо да го диагностицираме кој би бил причинителот. За една недела над 3000 луѓе побарале лекарска помош поради стомачни тегови, а според Институтот за јавно здравје во Гостивар нема семејство во кое нема барем еден со симптоми. Епидемиолози се обидуваат да стигнат до податоци од нулта заразениот или првиот до последните, преку јавувања и разговори со голем дел од граѓаните кои пријавиле симптоми, а властите апелираат граѓаните да одговараат на прашањето од епидемиолошката анкета. Во меѓувреме, додека траат овие истраги, додека се прават обиди за санација и се испитува водата, гостиварци натака живеат во една навистина тешка состојба, особено велат потешкоти имаат околу одржувањето на хигиената, дел од нив одат и во околните села да наполнат вода за да можат дневните хигиенски навики да си ги обслужат, што се однесува до тоа каква е состојбата на инфективното приемно оделение тука во Гостивар и денеска затекнавме бројни граѓани, па предлагам тука да ги слушнеме што порача. Се наоѓаме полни по извори кои чекам пунктоите, онко ќе дава, не знам кај дават вода. Така? Да. А доволно вода проблеми. Што ја носат? Како откај ќе биде доволно четворица членови да куваш, да спремаш, да јадеш. Се полни од соседни села кај што има питка вода и од таму се користи за мијење. Првите неколку дена имав и повраќање и диареја, после тоа диарејата се уште трае. Вчера бе пак да земим инфузија. Како се чувствувате? Што Како функционирате да наврве стапањата, готвите? Снага немам. И така. Ја не се осеќам добро, за други не знам. Така? Зашто сте тука? Што чувствувате? Диареја и нагон на повраќање. Вчера и повраќав, а денес нагон имам за повраќање. Ти во 21 век да мешаш здрава вода со фекали, не знам. Тоа е монструозна работа. Повраќање, диареја, тоа е. Така, луд сте што ви пушти ваква вода да пиете? Бога ми луд. Полниме вода од бунариве, од чешмеве. Так, Дејан Трајковски беше тоа во живо од Гостивар со денешната слика. Оттаму останувам уште кратко на истата тема. Случувањата во Гостивар беа повод и за партиски кавки. Додека од СДСМ обвинија за молк од владата, од ВМРО од ДПМН излегува со прашање Филипче да каже дали го поддржува ставот на Лимани, дека нема морална одговорност за скандалот со водата. Ивана Стојановска.
Опозицијската СДСМ обвинува за задоцнета реакција од институциите за загадената вода во Гостивар. Владеачката ВМРО ДПМН бара одговорност од градоначалникот Лимани. Според Филипче, надлежните институции потврлиле во навременото откривање и спречување на епидемијата. Ги повика здравствените власти веднаш да ги објават резултатите од анализите во водата и предупреди на ризик од дополнителни здравствени последици, доколку загадената вода во Гостиварско и понатаму продолжи да се користи. Зошто квалитетот на водата, Центарот за јавно здравје не го испитувало секој ден. Која е таа техничка вода? Од каде рестораните ја носат? Од каде граѓаните ја носат и ја користат? Кој ја проверил таа техничка вода? Зошто е ова битно сега во овој момент? Поради тоа што ако и сега се користи неисправна вода, се закана уште поголема опасност, а тоа е труење со храна. Поради тоа што ако храната не се мие и не се третира соодветно, ќе има труење со храна. Следно, болеста на нечисти раце, хепатит А. Ако сега повторно се користи неисправна храна, има ризикот нова болест, нова епидемија. Од ВМРО ДПМН пак прашуваат зошто Филипче не бара одговорност од градоначалникот на Гостивар Лимани. Јавно го повикаа да одговори дали го поддржува неговиот став дека не чувствувал морална одговорност за случајот. Побараа негова оставка и го повика обвинителството да постапи. Со кое лице излегува пред неговите сограѓани и без срам и образ вели дека тој не е одговорен за грешките на луѓето кои тој ги има назначено да ги водат општинските претпријатија. Зошто сега нема осуда и барање на одговорност од страна на СДС, ДУИ и Таравари? Дали мислат дека затоа што е нивен кандидат треба да го штитат? Или пак сметаат дека, како во времето на Филипче, кога за модуларната виновен беше кабелот, сега треба да биде виновна пумпата. Од власт уверуваат и дека нема да има селективност при постапувањето во овој случај и дека ќе биде санкционирана секоја институционална, службена или индивидуална одговорност. Порачуваат дека органите постапуваат и дека доказ за тоа се тројцата приведени од гостиварски комуналец. Проблеми со водата, но во друга форма имаше синоќа и во истокот на Македонија, каде што големо невреме проследено со силен ветер и дожд предизвика поплави. Најкритично беше во Делчево и во Дојран, каде што невремето зад себе остави паднати дрвја и бандери, искинати електрични кабли, поплавени домови и откорнати кровови од згради. Надлежните ги санираат последиците, а се проценува и вкупната материјална штета. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Урнати дрва, паднати бандери, оштетени електрични водови и уништени возила. Ова е епилогот од силното невреме кое синоќа го зафати источниот и југоисточниот дел на земјава. Најпогодени беа Струмица, Радовиш, Делчево, Дојран и Куманово, каде покрај материјални штети беа предизвикани и сериозни проблеми во сообраќајот. Градоначалникот на Делчево Иван Гуцевски во изјава за Канал 5 вели дека освен материјална штета нема повредени граѓани, а во расчистувањето на последиците од невремето се вклучила и територијалната противпожарна единица, Центарот за управување со кризи, како и екипи со специјализирана механизација. Ние уште вчера веднаш по настанувањето на самиот проблем, како локална самоуправа интервениравме на терен заедно со нашите екипи на јавното комунално претпријатие на нашата противпожарна единица и побаравме помош од Македонија пат и од Национални шуми, како и од Црвениот крст, пошто првичните критични точки беа санирани на лице место и денеска веќе животот во Делчево се одвива во сосема нормален тек. Сега го претинуваат барање од граѓани кои што пред се бараат физичка помош и поддршка од нашите институции за расчистување на нивните домови, на нивните куќи од самата временска непогода. Невремето во Стар Дојран оштети на стрешници, урбана опрема на плажата, неколку возила, а откорна и десетици повеќе годишни дрвја на повеќе локации. Градоначалникот Илија Тентов вели дека од рано утринава се работи на расчистување на последиците од невремето, а животот во Дојран денеска, како што рече, нормално се одвива. Уште од рано наутро јавното комунално претпријатие Комуналец Полин, општествено одговорни фирми и група граѓани со механизација и со сопствени ресурси сме постојано во функција на решавање на проблемите на граѓаните. Од силното невреме имавме паднато голем број на дрва, меѓутоа немаме
повредени, имаме само материјална штета. Што денеска сето тоа беше санирано и градот веќе функционира нормално. Краткотрајна појава на невреме од ДУХМР најавуваат и за следните денови. Оттаму сепак велат дека за викендот се очекува стабилно и топло време. До петок под влијание на серија на влажни и нестабилни воздушни маси времето ќе биде променливо облачно и наместа ќе има нестабилно време со пороен дожд и грмежи. Локално може да се јави и невреме, краткотрајно, проследено со силен ветер и изолирана појава на град. Најмногу дожд ќе падне во петок до 15 литри. Во петок под влијание на воздушна маса од север температурата ќе падне и максималната ќе се движи од 20 до 26 степени. Времето ќе биде стабилно со температура до 30 степени во сабота и до 33 во недела. И додека се санираат последиците од синоќешното невреме, надлежните повторно апелираат на внимателност, граѓаните да ги следат предупредувањата и да избегнуваат непотребни движења на отворено за време на силен ветер и невреме. Председателката на Индија, Друпади Мурму, допатува во прва историска официјална посета на Скопје. На средбата со председателката Силјановска беа зацртани амбициозни цели за зголемување на трговската размена на 500 милиони долари. Пријателските односи, поврзани преку делото на мајка Тереза, се очекува да се зацврстат и со отворање индиска амбасада во земјава. Андријана Лазова-Божиновска. Билатералните односи да се кренат на повисоко ниво, да се продлабочат политичкиот диалог, економската соработка и трговската размена од 133 милиони да порасне на 500 милиони долари. Ова било во фокусот на средбата меѓу македонската и индиската председателка Гордана Селјановска-Давкова и Друпади Мурму во Скопје. На првата официјална посета на земјава откако се воспоставени дипломатски односи меѓу двете држави. Председателката на Индија беше пречекана со највисоки државни и војни почести. Тета-тет и билатерален состанок меѓу делегациите. На пресконференција со Селјановска ги кажа амбициозните цели за воиднина. Нашата председателка добила покана за во Њу Делхи, а изразија надежи дека пријателските односи ќе бидат потврдени со отворање на резидентна амбасада на Индија во Скопје. Нашите две нации ги поврзува исклучителната врска преку една од најголемите хуманитарки што светот ги познавал, Света мајка Тереза. Родена во Скопје, таа го посвети својот живот на народот на Индија и стана универзален символ на човечноста. Со председателката Мурму го споделив моето уверување дека треба да си поставиме заедничка, поамбициозна, но остварлива цел во следните 5 години билатералната трговска размена да достигне барем 500 милиони американски долари. Ги потврдивме пријателските односи меѓу Македонија и Индија за заеднички вредности и заедничка взаемна почит. Сакаме да промовираме подобра трговија и инвестиции и да охрабриме подобра соработка меѓу нашите бизнеси. Исто така се согласивме да ја прошириме да ги прошириме билатералната трговија на двојно од сегашниот обем. По средбите на председателската вила, Мурму го посети и гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев во црквата Свети Спас, каде што положи цвеќе, а имаше и обраќање пред пратениците во собранието. Индиската председателка попладнево учествува и на македонско-индискиот бизнис форум, додека пак утре заедно со Силјановска ќе ја посетат спомен куќата на мајка Тереза и музеот на град Скопје, каде што ќе ја откријат новата биста на Махатма Ганди. Синоќа во Скопски Чаир избувна пожар во кој што целосно изгоре еден автомобил, а беа оштетени уште 2 возила и угостителски објект. Противпожарните екипи брзо интервенираа и спречија огнот дополнително да се прошири, при што за среќа нема повредени. Полицијата изврши увид на местото и ги истражува причините за инцидентот, вклучувајќи и можноста за подметнат пожар. Афродита Рамос. Ова се остатоците од пожарот кои сведочат за тоа што се случувало на ова место во 4 часот из утринава. Пукање на стаклата на запалените возила ги разбудило жителите на улицата Џон Кенеди во Скопски Чаир. Сведоците на настанот велат дека во помош да се изгасне пожарот истрчале и локалните жители кои со ПП апарати се обиделе да ги изгаснат запалените возила.
се чистат остатоците од опожарените возила кои предизвикале значителна материјална штета на стамбената зграда зад мене, а во воздухот се чувствува и силен мирис на чад. Локалните жители зад камерата велат дека не паметат ваков инцидент на оваа улица. Според официјалните информации, опожарени се 3 возила, а пожарот предизвикал оштетување и на фасадата на стамбена зграда до која биле паркирани возилата. Сведок на настанот, чиј идентитет е познат на редакцијата за Канал 5, тврди дека палењето на возилото настанало откако помеѓусебна расправја 2 лица фрлиле молотови коктели, а пожарот набрзо и се проширил. Од МВР пак информираат дека се истражуваат причините за пожарот. Околу 4:15 часот во СВР Скопје пријавено е дека на улица Џон Кенеди целосно е опожарено патничко возило Seat Altea со скопски регистарски ознаки, собственост на АС 34 годишен. Од пожарот зафатени биле и патничко возило Мерцедес во собственост на СХ 34 годишен и патничко возило Опел во собственост на АС. Од пожарот оштетен е дел од фасадата на зградата и прозорци од угостителски објект во близина. Пожарот е изгаснат од екипа на бригадата за противпожарна заштита. Се превземаат мерки за утврдување на причините за пожарот и за расчистување на случајот. Инаку, ова не е прв случај на опожарување на возила низ главниот град. За последниот случај, истрагата ќе ги покаже точните мотиви. Вести Плюс во продолжение. Пријатна вечер.